Почитувани мои, добар ден. Стартуваме со уште една работна недела. Во овој понеделник очекувам, како и секогаш, да бидете дел од Црвена линија. Верувам и дека, ќе бидеме доволно интересни и ќе ве заинтригираме со оглед на тоа што навистина сакаме денес. Телефонскиот број 02-307-0005 постојано да биде вртен. А еве и зошто. Денеска започнува пописот во Албанија. Министерството за надворешни работи со соопштение ги охрабрува сите македонци во Албанија слободно да изразат својата етничка, јазична и религиска припадност. Бугарија преку посетата на подпредседателката Илијана Јотова на Голо брдо пред самиот попис врши директен притисок на населението да се изјаснат како бугари. Васил Стериовски, председател на единствената македонска партија во Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција, во врска со пописот на населението и домакинствата што започна денеска во Албанија, изјави: бугарската агресивна кампања, посебно сега пред пописот, нема да не поколеба и уште повеќе од убеден сум дека каде и да живееме во Албанија ќе се изјасниме она што сме – македонци. Ние живееме на границата со Македонија каде живеат нашите браќа. Гледате на оваа страна се македонци во Македонија, на другата е Грција и таму живеат македонци. Ние тука сме староседелци, не сме дошле од друго место и затоа не можеме да бидеме бугари. Во меморијата на македонците кои живеат во Албанија неизбришливо стојат масакрите кои ги направиле бугарските окупатори за време на окупацијата на Албанија во Првата и Втората светска војна, кога репресиите биле најсилни токму врз македонците. Тој воедно потсетува дека во 2017 година албанската влада и парламентот го усвоиле законот за заштита на националните малцинства, кога под силен притисок и условување со членството во Европската Унија, владата призна непостоечко бугарско малцинство во земјата, но проблемот за Бугарија за секогаш останува. Бугарско малцинство не фигурира во граѓанската евиденција во Албанија, на ниту еден од досега спроведените 11 пописи во Албанија. Како бугари не се изјаснило ниту едно лице. И дојдовме до темата на нашата денешна емисија. Се грижиме ли доволно за нашите во соседството? Ете, тоа е оно што ќе ве прашуваме денес во Црвена линија, а сега кој ќе ве подсетиме задолжително да не заследите на нашите социјални медиуми. Тоа е пред се Facebook, каде што можете да коментирате, шернувате и лајкнувате, односно дискусијата да ја продолжите 24/7 и пред, но и секако по завршувањето на Црвена линија. Заследете и на Twitter, но задолжително апелирам да не заследите на Instagram. На Instagram Црвена линија, доколку кликнете на Instagram Story, заедно со сите останати кои што не следат тука, можете да земете активно учество во денешната анкета. Прашањето е следно, а сега и во моментот ќе видите како изгледаме. Да, ова сме ние на Instagram Story. Прашањето е дали Бугарија го прекршува договорот за пријателство и соработка. Две опции за одговор: да, не. Ке кликнете она што е вашиот одговор, а јас ке ги соопштам резултатите по рекламите во ова денешно издание на Црвена линија. Затоа потсетувам, имате време се уште да не заследите на Инстаграм особено и да земете активно учество во анкетата. А на самиот старт, пред да почне да звони телефонскиот број 02-307-0005, јас особено чест и задоволство ми е што на самиот почеток ќе можеме да проговориме и со нашиот денешен гостин, кој што во моментот секако го контактираме со оглед на тоа што останува токму збор за господинот Васил Стериовски, кој што воедно ќе подсетиме е и председател на единствената македонска партија во Албанија. А можеби подобро, еве, почнувајќи со вас на самиот почеток, додека да стапиме во контакт со председателот на единствената ќе подсета македонска партија во Албанија, господинот Васил Стериовски, еве ние да се загриеме, па дискусијата и веднаш да ја започнеме со вас. Добар ден во Црвена линија сте. Добар ден. Секој е добро? Јас сум албанец, роден во Македонија. Дедо ми, што ми раскажуваше вцрнила за бугарите што направија во Македонија, тоа се грозоморни раскажувања. А кој сака да биде бугарин од владава,
Нека повери, нека оди у Бугарија, нека се направи бугарин. Овде му нема место во Македонија. Било кој, дали албанец, дали македонец, дали турчин, било кој. Ова си е Македонија. А во однос на еве, дали сметате дека ние доволно се грижиме за нашите во соседството? Не се грижиме доволно, бидејќи владата не се грижи воопште не игнорира како македонци. Нити им е важно да имат свој буџет, свој џеп да си го полнат и ја распродават Македонија како сакаат. Срам да им е. Толку од мене и стварно многу би ми било жал и многу би ми било криво зошто ова го прават да ни командува бугарин во парламентот македонски. Утре кога ќе дојде он во македонскиот парламент, он ќе дојде утре и дома. Ќе ни ја земи куќата и жената и децата. Но и еве и богатство стратешки се активни во соседството, конкретно еве ќе потсетим уште еднаш посетата на Илијана Јотова на Голо брдо пред самиот попис е всушност директен притисок на населението да се изјаснат како бугари. Но како го коментирате тоа? Не знам ни тие албанци тамо како е трпа тука, што не избркат. Благодарам многу, еве што се вклучивте и бевте прв во ова денешно издание на Црвена линија, како што најавив на самиот почеток, еве драго ми е да го представам денешниот гостин со кој што ќе проговориме секако онлайн, господинот Васил Стериовски, кој што воедно е и претседател на единствената македонска партија во Албанија. Дали се слушаме добро, господине Стериовски? Добар ден, добро ве слушам. Поздрав до вашите. Голем поздрав секако до вас и најнапред ќе ви се заблагодарам што одвоивте време да бидете дел од ова денешно издание на Црвена линија. Со оглед на тоа што еве и денеска започнува пописот во Албанија, па еве на самиот почеток како ја оценувате поддршката која што ја испраќа Македонија за македонците во Албанија? Ние, како македонци во Албанија, нормално сме нераскинив дел од македонската нација и секако дека обврска и на матична држава Република Македонија е да се грижи за македонците во Албанија, но не само во Албанија, насекаде каде што постојат македонците. Сега околу поддршката навистина тоа што нажалост Македонија нема национална стратегија како да се грижи континуирано за македонци во соседството, како тоа што го прави Албанија, например, или како што го прават и други држави. Фали на национална стратегија, треба да има континуирана поддршка. Секако не е мислам и за занемарување во изминатите години, 30-та години после 90-та година Република Македонија има доста помогнато на македонците во Албанија, но треба таа поддршка да биде континуирана. Пред се затоа што посебно нашите области во Албанија се едни од најзапоставените области во Албанија, едни од најразвиените региони, каде нема основни услови за живот, инфраструктура, водовод, канализација, нешто се подобрува ситуацијата подобро во Мала Преспа, но и тука не е таму кај што треба да беше во овие 30 години, затоа што тука има Преспанска за националниот парк. И така што Албанија треба да води поголема грижа од тука, бидејќи ние пред се сме албански граѓани, сме нејзини лојални граѓани, редовно плаќаме даноки, треба поголема грижа да води Албанија за нас. И добре дојдена е помош сега од Македонија и од европските фондови, посебно во делот за развој на регионите каде што живеат македонците во Албанија. Интересно дека сте ставени пред нов предизвик со оглед на тоа што сакате подобрување на грижата воопшто и за она за што впрочем зборувавте во моментот. Еве новиот предизвик пред вас е се понагласената и агресивна политика од страна на Бугарија. Со оглед на тоа што денеска започна пописот. Па еве како се справувате со оваа агресивна политика од страна на Бугарија? Колку всушност таа влие успешно врз македонците во Албанија? Какво е моменталното расположение? Иначе, бугарска пропаганда спрема македонската нација е најмалку 150 години стара. Така не сме исклучени ние македонците во таа бугарска пропаганда. Тоа што нас не загрижува во последните години е што ова бугарска пропаганда е оставена слободно од албанските институции да се развива.
Во повеќе страни дури и помагани од албанските институции и тука е на нашата загриженост. Впрочем и така се призна и непостојачко бугарско малцинство во 2017 година, кога тогаш Министерството за надворешни работи на Албанија достави предлог закон за заштита на правата на малцинствата во Албанија до парламентот, каде предвидуваше признавање на 8 постоечки малцинства без вклучување на бугарско малцинство, затоа што во сите пописи спроведени во Албанија до 2017 година немаше ниту едно лице, албански граѓани. Така, тоа ми беше и следното прашање, бидејќи многу е шерувана токму оваа ваша изјава, дека во Албанија во 11 до сегашни пописи се нема декларирано ниту еден бугарин. И сега ќе се случи ли такво нешто еве во рамки на овој попис, да се појави некој бугарин? Да збориме за македонци во Албанија, зборуваме за пограничниот појас меѓу Македонија и Албанија, каде што традиционално живе македонско малцинство, областа на Голобрдо, областа на Мала Преспа, Гора, селото Врмиш, што припаѓа кај егејскиот дел на Македонија, така што ние имаме територијален континуитет со Република Македонија, имаме исти јазик, фолклор, традиции, значи ние не паднавме со падобрани во овие територии од Бугарија да бидеме бугари и плюс затоа што историски, еве, барем последните пред 100 години, па прва, па и втора светска војна, бугарските имаат извршено страшни злосторства врз македонското население и во Гора, во Голобрдо, во Мала Преспа. Ако беа бугари, немаше потреба да ги убиваат, да ги силуваат, така што мислам ова нонсенс се збори за бугарско малцинство, но ова не го тврдиме само ние, ова го тврдат и сите меѓународни организации, бидејќи Албанија е подпишничка на Раковната конвенција за заштита на правата на малцинствата и како таква редовно се мониторира од Советот на Европа, па и од Европска унија како ги спроведува правата на малцинствата. И во сите досегашни мониторинг извештаи на Советот на Европа, во ниту еден извештај не е наведено дека во Албанија живее бугари и дека тие бугари имаат, немаат право на образование, па и други основни човекови права, како што од друга страна се наведени, значи потребите на македонското малцинство, што не треба да ужива македонско малцинство во Албанија, каде постои малцинство, и плюс ние во 2014 година имавме посебен извештај на Народниот правобранител на Албанија, кој што беше на терен на сегде каде што живеат малцинствата во Албанија, вклучително во делот на македонците, и во својот посебен извештај што го направи и што Албанија треба да направи за нас малцинствата, никаде не фигурира дека во Албанија живеат бугари. Така што не се само наши констатации, овие се констатации на самата албанска држава, бидејќи евиденција се добива и со попис каква е сликата на населението, во ниту еден попис не е деклариран ниту еден бугарин и сите меѓународни извештаи, значи никаде не фигурира бугарин. Тоа што се случи 2017 година, Бугарија се закани директно со вето дека ќе ја блокира Албанија ако не внеси бугарско малцинство во законот, и тогаш надвор од сите критериуми за постоење на малцинство, единствен исклучок беше вметнувањето на бугарското малцинство во предлог законот, и така се изгласа тоа малцинство, и тогаш ние реагиравме, јас тогаш бев и дел и во комисиите за надворешни и политика и европска интеграција, каде се расправаше, имаше јавна седница и бевме поканети сите представници на малцинствата, и тогаш укажав дека ако се случи вакво нешто, признавање на непостоечко бугарско малцинство, изнајќи ги, значи, намерите на Бугарија кои се да креира малцинство во регионите каде што се македонците, значи ова е геноцид за нас, дека следен чекор на Бугарија со признавање на бугарско малцинство ќе биде негација на македонското малцинство во Албанија. И фактички тоа се случува и последните години, од 2017 година. Еве, кога сме веќе кај последните години, факт е дека се почесто и полесно граѓаните на Албанија, било да се тоа албанци, било македонци, добиваат бугарски пасоши. На што се должи тоа? Дали имате информација, дали македонците еве во Албанија земаат бугарски пасоши? Видите, значи прво допред Албанија да стане членка, Бугарија да стане членка на Европска унија, ниту еден албански граѓанин нема аплицирано и нема земено бугарски пасош, затоа што не му требал таков пасош. После станувањето на членка на Бугарија на Европска унија, тој тренд е започнат кај албанците во Албанија и тоа е еден голем бизнис континуирано изминатите години, каде се вклучени многу и сами албански функционери заедно со бугарски функционери и посредници, и кои што последуваат и наплаќаат за овие пасоши. Значи, прво, овие пасоши не се бесплатно. Овие пасоши се неколку илјади евра, значи да се наплаќаат.
И така што кај македонците овој тренд е последните години. А последните години од кога се призна бугарско малцинство, Бугарија има интензивна кампања каде ги повикува македонците да аплицираат за бугарски пасоши, нормално од една страна собирајќи му ги парите, и тоа што е случено во последните години пред година дена го стопира процесот на издавање на пасоши, повторно барајќи дополнителни документи, повторно нова тура на финансии и на пари да платат македонците, и така што го користи тој, еве и сега за пописот, значи со такви мерки за да извади бугарско малцинство. Значи ние затоа правиме и повик до македонците да не поднегнуваат на никаков притисок, бидејќи пописот е таен. Податоците што ќе ги дадат Државниот завод статистика никако нема да ги објави со име кој како се декларира, туку ќе има само вкупна бројка, и затоа е многу битно да не поднегнуваат на овие притисоци, да се изјаснат тоа што чувствуваат, а не под притисок на закани или на уцени или не знам на дарови, да затоа што пописот е таен и нема како ти се декларираат, нема да бидат објавено од Државниот завод статистика, затоа што тоа е гарантирано со закон. Господине Стиреовски, благодарам многу еве што одвоивте време, се разбира, да бидете дел од ова издание на Црвена линија. Доколку сте во можност и како каде да сте, проследете го до крај ова издание на Црвена линија, бидејќи веќе имате можност да слушнете какво е јавното мислење токму преку јавувањето на гледачите во рамки на емисијата. Благодарам уште еднаш и секако ви посакуваме како редакција многу успех во она што го работите. Ви благодарам на вас. Нажалост нема да бидам можност да ве проследам, но се надевам дека ќе имаме поддршка од македонската публика. Ви благодарам. Благодарам и вам уште еднаш. А сега, драги мои, можевте да слушнете кој беа одговорите на председателот на Единствената македонска партија во Албанија, господинот Васил Стиреовски, а сега наред сте вие. Продолжуваме со вас. Добар ден. Дали сум на линија? Да, повелете на Црвена линија. Видете, колегата што ли одавано, тоа одлично каза и така се оди. Јас има многу да зборам за бугарите. Тие, што францускиот предлог со универзитетија не призна како македонци, да беа македонци или поуставно со идентитето или јазико и културата, сега трат 300 претенки одаа по државите, кај што е малцинско население, го убедуваа дека ние сме македонци, ама потекло од бугарите. Значи сега не ни го признаваа корено. Па тоа нешто најлошо што може да постави едно општество. Сите наши млади кои сакаат да запишат во Софија, во Бугарија, било по кој основа, на факултетите, на други, мора да кажи на таа записните описите што ќе биде таму, да постои потекло македонец, ама потекло од Бугарија. Значи бугарско потекло. А еве според вас се грижиме ли доволно за нашите македонци во соседството? За тоа и тие соседи што се наши се доволно свесни. И тие знаат што е ова што го зборувам јас, дека какви тие вршат асимилација на еден непоштен начин, на еден, како да кажам, со годињето тоа траело. И се како тие луѓе што ќе пишат со описните дека се потекло бугари, како по време ќе се бугаризира. Што, например, тие може од бугарските школи се подобри од нашите, факултетите. Има подобри факултети, признати се во Европа, во Европска унија, и тие ќе можат таму да добијат и работа. Благодарам многу за јавувањето. Ќе потсетам во продолжение оние кои што ќе се вклучат. Внимавајте само на тајмер од 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Поздрав ти до тебе. Голем поздрав до вас. Како поставиле бугарите? Се направи Срба кај бугарите. Србија. Косово. Бугарите. Албанија бугарите. Грција бугарите. Па како да ги сраме? Како да ги сраме? Ја не знам. Али нашата се криви за тоа? Никој не е крив. Они го дозволија. Они дозволија. А еве, според вас, дали доволно се грижиме за македонците во соседството? Не. Ако се грижиме, не може да дојде тоа. Да трајат малците. Ние не се грижиме. Не. Хајде, сега ќе ги видам. Дали ќе попарат работници од пуштец за патот за Европа. Нема да подам. Како се грижиме колку роб за држава. Пиете подробно.
Бидете поздравени вие и секако благодарам за вашето јавување. Ке одиме со гледача, подосна нормално ќе ги прочитам и првите коментари на Facebook Црвена линија. Секако ќе ве потсетам задолжително да не заследите и на Инстаграм, активно да земете учество во денешната анкета. Прашањето е дали Бугарија го прекршува договорот за пријателство и соработка. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден, секој е добро. Во Црвена линија сте. Па вака сега, ја ќе кажем едно големо не. Сум имал прилика да се дружам од Тешево и Ресен баш со преспански македонци. Истото прашање јас сум им го поставил. И они се не беа задоволни од Македонија, што се грижи за нив. Фактички за ништо не се грижил. Ете, некоја слобода им давале, така слободно да влезат у Македонија и само тоа, толку. Не, зашто кажам не? Прво, кај нас, ја како македонец, не се грижи државата уопште за мене. Уопште не се грижи за мене. Па камо да очекувам да се грижат некои други, некои од друга држава. Држава, ни у Грција не се грижи за малцинството, ни у Бугарија, ни у Албанија. Ја уопште не сум задоволен, почитувана водителки од овие наши две партии, ВМРО и СДС. Ја мислам дека се двете партии скроз исти. Исти само да дојдат до буџетот и тоа им е целта. Иначе другото све е исто. Почитувана водителка, пријатно поздрав голем. Голем поздрав и до вас и големо благодарам и вам за јавувањето. Продолжуваме на 023070005. Нов гледач, добар ден. Добар ден. Ајме да ве замолам, нека стои тука, дали се грижиме доволно за нашите македонци, пошто нели бугари и другите не некираат да се така и велиме. Значи, за да може се да собере во рамките на плочката, знаете, сега некои на власт ретко користат, никогаш не користат име Македонија, туку викаат нашата земја. Не баре ние сме нашинци по идентитет. Добро, дајте ми го одговорот на прашањето. Се грижиме или доволно за нашите македонци во соседството? Ова СДС власт со Дујнали на чело, значи на чело како команданти, нели главни, за ништо македонско во Македонија не се грижи, па камоли за македонците во диаспората, нели во цела етничка Македонија. Око им трепнува. Тешко е да си македонец во Македонија. Ако си македонец патриот, тогаш одиш затвор по 15-16 години, затворот и си бил за Македонија. Како терорист прогласен, а додека, нели, ако си, нели, душман на Македонија, како, нели, Маричич, ќе забраниш користење Македонија, македонци во Министерство за правда и ќе те напредат од министер за правда, нели... А еве конкретно во оваа ситуација, како треба да се поставиме во овој случај, кога еве се одвива попис? Да го поздравам братот Васил, лично се познаваме од се македонски средби, нели, во Трново, во Прилеп тука и на многу места голем борец за кауза македонска, но да кажам дека за жал голем број на македонци од Македонија никогаш немале чувство да се обединиме како македонци на спортски, на културен начин со наши македонци од етничка Македонија. Туку тие... Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме со гледачите. Добар ден. Добар ден, Тина. Како сте, баба Роска? Вас секогаш морам да ве прашам како сте. Јас сум многу добра. Драго ми е дека тоа е така. И што да кажем, све кажа луѓево. Јас секогаш барам дали некад ќе се ослободен од овие бугари. Па како македонците дали се заинтересирани за Бугарија. Па тие не се заинтересирани за нас овде, па за Бугарија ќе се интересират. Ова влада е само за себе, не е за никого. Еве со покачување, еве денеска син ми донесе една лубеница и 2 дини 500 динара. Па јас му викам, абе сине, па некој со 15 и 18 хиляди нема никад ни да проба диња и лубеница.
Тачно е, А еве мамо, според вика. вас, баба Руска, во овој момент кога реално се се соочуваме со се понагласена агресивна политика од страна на Бугарија, еве конкретно и со случајот пописот во Албанија кој што започна денес, што треба да направиме како земја прво? Па што треба? Па треба да се интересираме, да ги заштитуваме македонците тамо, како што барат од нас, да почитуваме све, па дури сега сакат и устав да ги ставаме, па треба и тамо да се почитуват. Нека почитуваат тамо, нека ги стават во уставот и ние ќе го направиме тоа. Како можеме ние посебна држава да бидеме се да правиме што никој не прави? Благодарам многу за јавувањето, баба Руска, останете со црвена линија. Сега, како што подсетив, меѓу другото, еве задолжително да не заследите пред се на Facebook црвена линија, но секако и профилот на телевизија Тилма на Facebook, каде што редовно ги објавуваме темите за кои што дискутираме со вас. Па еве на денешната тема го имам и првиот коментар од страна на Коко Шанел, кој што има забележано: никаква грижа за сива овие години не се покажа кон македонскиот народ надвор од границите. Едно време ВМРО ДПМН вршеше некакви напори, но дојде СДСМ на власт и се отиде низ вода. Им пречаа македонците од Пустец, им пречаа македонците од Голо Брдо, од Пирин, од Еге, за да дојдеме до ова дередже и во сопствената татковина да не можеме да се чувствуваме како македонци. Маријан Тодоровски поставил прашање колку Шанел ВМРО-то се грижеше за македонците, а сега ако ние се грижиме за вашето јавно мислење, така да еве во продолжение очекуваме да слушнеме кој е вашиот став и што на како држава може би според вас што треба прво да го направиме со оглед на се понагласената агресивна политика од страна на Бугарија. И всушност колку таа влие врз македонците кои што се во соседството, конкретно во случајот во Бугарија, каде што веќе од денес се случува попис. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден и вам секако. Благодарам. Па вака, прво да му се заблагодариме на Стериовли, како се викаше господинот, што ни даде едно добро објаснување, значи за нашите македонци кои живеат во Албанија. Ние знаеме дека они тешко живеат, значи живеат во лоши терени, каде што се вика нема струја, негдека вода, патиша, сето тоа. Меѓутоа, нашата држава во границите на можностите треба да им помогне на тие наши граѓани, наши сонародници, онолку колку што може, дали тоа ќе биде во книги, дали ќе биде во патишта, дали во што, али да не ги запоставиме и да не ги оставиме, што се вика, сами на себе. А од друга страна, бугарите, значи, фактички рачунаат дека сегде, каде има и еден бугарин понивно, значи сегде е Бугарија. Меѓутоа, ние ова го знаевме, дека тие, значи, вршеле злосторства, значи, во тој дел. Ја мислам дека ако некој е него, како може да врши насилие, терор, убивање, и сите тие, значи, нечовешки однесувања. Тоа истото тие бугари го правија и кај нас во Македонија. И затоа не успеа, затоа што ние не сме бугари, ние сме македонци, остануваме до крај македонци и, значи, за нашата политика треба да се промени, да ги тие граѓани не можеме да ги прибереме кај нас. Благодарам многу за јавувањето. Ќе вклучим уште еден гледач пред да се префрлиме и на Твитерџи, кој што сега кој веќе ги вклучиме на некој начин во комуникацијата со вас преку нивните твитови. Добар ден. Ало, на линија сум? Да, повелете на црвена линија. Видете, ова што кажав да за корено што не го признава бугарите, потекло што не го признава. Како тоа ќе го избегнеме? Ние мораме бугарите, домашните бугари што се изјавени да ги несиме во уставот. Односно, преамбулата број 5. Како граѓани да живеат во оваа држава, има сите права хора. Со тоа ќе продолжиме разговорите во Страсбург. И Македонија за 5-6 години ќе стане членка на тоа. И тоа е заедно ќе седнеме со бугарите во Страсбург и ќе можеме ако тој прашање до разговор за корено, ќе му речеме дека ние сме македонци, ќе имаме наш македонски корен. Ако некој го признава корено, стеблото веќе ќе се исуши.
А тоа најпоѓа во кошат овие, јас што се пак многу голем патриоти, како Мицковски, Гавкова, таму и други, за сите Ломоровци. Ајде во овој момент што е оно што треба прво да го направиме како земја со оглед на тоа да бидеме поддршки да се грижиме доволно за македонците во соседството, конкретно во случајот со Албанија? Тоа го правеле бугарите од Сан-Стефанска Бугарија и до ден денес го прават. Ако ние така направиме она, тогаш тие нема што да зборуваат. Тие не сакаат да влеземе во Европска унија. Бугарите да постепено да не буганизираат. На одреден на секаков начин. Суписи со... Не може не млад човек да му вика ти си македонец, ама потекло од бугари. Така да се предвидим, да ми рече некој татко од 45-та година Благодарам многу за јавувањето во црвена линија и како што напоменав, ќе продолжиме и со твитерџи. Еве го првиот твит кој што е сосема соодветно да го започнеме или да ви го откријам светот на твитерџи во однос на темата за која што зборуваме. Твитот е на Никола Ѓурѓеј, кој што има напишано главата горе: Македонско друштво Илинден, Тирана, ги повикува сите македонци во Република Албанија да се изјаснат дека се македонци и да го чуваат својот македонски идентитет. И ете, нашата тема е дали ние всушност како земја доволно се грижиме за нашите македонци во соседството. Добар ден. Добар ден. Да, не видите, господио, целиот проблем се наоѓа во нашата дипломат, што таа е толку сервилна и им удоволјува на бугарите и не води сметка за нашите малцинство во страна. Вие замислете, министер за надворешни работи не сака да спомне македонско малцинство во Бугарија. Председател на држава не сака да спомне, вели, оние што се изјаснуваат како македонци се чувствуваат како македонци, а не зборува за македонци, туку оние што се чувствуваат како македонци. Исто и во овој случај. Исто станува збор. Значи, дипломатијата треба да преземе чекори во органите во Европската унија. Значи, да се пожели да каже што работат бугарите во моментот во Мала Преспа. Што работат? Значи, вршат тивка асимилација. Значи, тоа треба се пожалят таму, на тие институции. А јас знам зашто не се жалат. Бидејќи да не ги повредат, така во наводници, односите со Бугарија. А се знае што е причината. Значи, се врши тивка асимилација, бугарите се запенавени, значи, тоа го прават во последните неколку години. Се знае зашто е тоа така. Значи, великобугарската политика од Черното море до Охрид, а сега не до Охрид, туку до таму кај што живеат македонци. Ете, тоа е, ништо повеќе. Значи, тоа е, неактивност на нашата дипломатија да ги спречи. Благодарам многу за изјаснувањето на вашиот став. Ќе продолжиме со уште еден твит на Блефер, кој што има напишано: Македонија ни припаѓа на сите и на овие што сакаат во Европска унија и прифаќаат се и се што и на нам кои имаме достоинство. Па ги прашал тие првите, ако утре се подели Македонија, дел на Бугарија, дел на Албанија, мал дел во кој ќе живеат само македонци, вие во кој дел би продолжиле? Ние сега ќе продолжиме со вас да слушнеме што ќе каже новиот гледач. Добар ден. Добар ден, Македонија. Добро, ве слушаме нови 90 секунди. Па, ако во наша Македонија како независна држава зрачи македонштина на секаде, на секој чекор, дали во продавница кодиш, ако се слуша македонско радио, ако дома, ако појдеме ке македонци, се слушаат телевизии македонски, ако се слушаат македонски пејачи на концерти, на фестивали из Македонија. Значи, ако зрачи со македонштина на секој чекор, тогаш ни еден непријател на Македонија, од Бугарија, од Грција, од Албанија нема да ни може ништо. Но ако во Македонија имате македонци кои немаат чувство за своја македонска држава, па плачат по Тито, по СФРЈ, ако имате македонци кои мразат македонски пејачи, македонска музика. Ајде сега вака, кажете ми, не верувам дека со музика во овој момент може нешто да се реши. Во овој момент каква стратегија треба да превземе земјата за овие реални случувања? Како ќе ги одбраниме во македонштината македонците од Албанија, ако во Македонија не бришат како македонци, не обезличуваат. Јас скоро имав средба со дечиња 8 годишни и им велам, ај запејте ми една наша македонска песна. Чичкотале вика, ние не знаеме македонски песни.
Како може бе дечиња македончине во Македонија да не знаат македонски песни? Кој нив ги одроди? Кој ги одроди? Сега дори беше ВМРО и Груевски, ги почитуваат и наши македонци од цела диаспора. Едмон Темелков, како македонец и борец за кауза македонска СДС. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, во црвена линија сте. Дали сум ја на линија? Да, повелете, ве слушаме. Најдобар одговор на вашето прашање ќе даде министерот Маричич. Ако го доведете во студио и вака јавно да го прашате. Во една прилика тој на прашање дали има македонци во Бугарија, рече дека нема. Нема, за да не се како налутат бугарите, тој морал да каже дека нема македонци во Бугарија, а го пуштаме да работи во владава. Значи, такви луѓе треба на клоци да се избркат од влада. Без разлика од која партија е. Јас мислам дека во Албанија подобро се држат македонците и албанците ги признаваат како нација, одошто во Бугарија. Ова што го прави сега министеркава бугарска, ја не знам зашто нашиве не се бунат, зошто нашиве не дадат една протестна нота до Бугарија. Туку си ќутат. Мислам дека нема да успее Јотова со незината екскурзија во Албанија. Бидете поздравени. Благодарам, бидете поздравени и вие. И еве уште една вест која што е ова е твит од 14 септември, каде што стои дека Јотова денеска, односно на 14 септември, во Албанија, во делот населен со македонци, ќе отвори бугарско училиште. Така да, еве, што е оно што ние како земја треба во овој момент да го направиме со оглед на тоа што се соочуваме со се понагласена агресивна политика од страна на Бугарија. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Повторно се слушаме, повелете. Ало, добар ден, дали се слушаме? Да, ве слушаме, продолжете. Вака, јас сум од Западна Македонија. Да ви кажам нешто, најреалноста. Во Албанија, од 90-та година кога се даваат бугарските пасоши, ниту еден пасош немаат реално продадено, осем продадено бугарски пасош. Бугарските пасоши во Албанија за албанци не ги даваа. Ги даваа само фалсификуваните пасоши. Или некоја бугарка ако стапила во брак со некој албанец. А камоли со нашите македонци не им ги даваа. И ова што го прави соседна Бугарија заслужува да бидат наречени фашисти и окупатори, затоа што таа господја која што оди тамо и мисли дека ќе ги придобие, затоа што не се згрижени од нашата страна, тоа го тврдам со сигурно дека не се згрижени, ние ги згрижуваме за време на владење на ВМРО ДПМН само за гласање, а после ги забораваме. Дури и икс други работи им правиме. Така да нема да им успее тоа на Бугарија да ги освојат, ви тврдам, ако ги има 30.000 македонци, дали ќе имат 100-200 пасоши подарени бугарски, кои што од економски причини или пак се некои подкупени со пари. Нема да му успее една фашистичка Бугарија. Благодарам на јавувањето во црвена линија. Ево уште еден твит, стариот со спирит има напишано, практично ова еден витерит твит, кој што е дури напишан на 28 август. Вели, не ти е смешан куморот и заплачање тоа што пропагираш, да почнеме од некаде. Европски вредности. А бе јасно, гласно треба да се каже дека македонци има и во Бугарија, и во Албанија, и во Грција, и во Србија, и дека со реципроцитет на правата кон нив и кај нас. Па се грижиме ли доволно за нашите македонци во соседството? Добар ден. Не.
Добар ден и да ве поздравам. Благодарам, голем поздрав. Јас ретко се јавувам во оваквите емисии, но кога нешто ќе ме заболи, тогаш се трудам да се јавам и се трудам и да ве добијам. Сакам да ви кажам дека нашата власт, не е важно кој се на власт. Значи, власта, таа како што многу гледачи кажа дека за нас не се грижат, а камоли за другите. Едното ми остана во сеќавање. Знаете, многу скоро тоа беше пред година дена, кога дојдоа македонци од Бугарија. И кога беа кај нашиот господин преседател на држава. И тамо тој им вети дека ќе се загрижи и ќе им помогне. После 3 дена дојдоа од Западот, што направија со него, како го уценија, што му направија, тој веќе го смени мислењето за нашите македонци. Тоа ниедна држава, каде што има цел да не раздела, да не уништат, сака не знам како да ги кажам тие зборови кои што не би сакала да бидат навредливи, разбирате, ние би кажале многу други работи, но сепак да бидеме, мислам, сепак не слуша Македонија, може би и во светот. Ова не е убава работа кога не се грижат за истиот народ кој што ни е одма до нас. Зашто? Внимателно само со тајмерот, и драго ми е дека и прв пат се охрабривте и добивте жилба да бидете дел од Црвена линија и се надевам нема да биде последен пат. Драго ни е за вашето учество. Ево уште еден твит, овој пат ова е нешто што е објавено од страна на премиерот господинот Димитар Ковачевски, кој што напиша на 1 август. Што се однесува до 1 август, тоа е денот кога е напишано дека е донирана градежна машина и сијалици за улично осветлување за нашите македонци кои живеат во Албанија. Континуирано помагаме за подобрување на нивните услови за живот преку финансирање на повеќе проекти за диаспората. Сега кој имавте можност и да слушнете од председателот на Единствената македонска партија во Албанија, господинот Васил Стериовски, кој што на почетокот на Црвена линија беше вклучен, имавме интервју всушност каква е реалната состојба со условите и животот на македонците во соседна Албанија. Добар ден. Добар ден. Секој добро, Црвена линија, повелете. Сега вака, од Тавари се јавувам. Од Торонто? Значи, наша влада не се грижи за во комшинските земји, не се грижи за македонското население таму. Значи, ние пред 20 дена имавме тиквешки гроздове. Беше канет Кари, Джинович и Беслич. Натале да му биде јасно. Ние со србите имаме добри односи. Кога владееше Тито, Македонија се стори Република Македонија беше. А еве сега какви позиции треба да земеме? Што е оно што треба да направиме за да се Треба да направиме Бугарија е фашистичка држава, 12 деца убаца ги сепаа и сега треба наша влада и собранието да го протерат бугарскиот амбасадор од Македонија и да рачисти на едно за сега. 80% народ не ги сака бугарци и нема менување на уставот. Ова од кавана си порака од граѓаните на Македонија. 80% граѓаните не ги сакат бугарите и со они. А според вас дали доволно се грижиме за македонците во соседството? Па не се грижи нашето раководство. Не се грижи нашето раководство за во соседните земји за македонците. Треба репроцитет во Бугарија. Благодарам многу за јавувањето. Дојде времето и за реклами. По рекламите ќе потсетам уште еднаш дискусијава која што ја водевме на Црвена линија во живо. Можете да ја продолжите преку коментари, шернувања и лајкови на Facebook Црвена линија, профилот на Телма телевизија, секако на Твитер. А веќе од утре очекувам да се зголеми и бројот на членовите кои што не следат на Инстаграм, а оние кои што веќе не следат, еве како одговорија на нашето денешно анкетно прашање. Дали Бугарија го прекршува договорот за пријателство и соработа?
соработка, резултатите се следни. Со да одговорија 96%, а со не одговорија само 4%. Како и да е, оно што е секако продолжеток во рамките на програмата на Телма телевизија е договорот кој што го имам јас со вас, драги мои, за пријателство и соработка и секако за завртување на тркалото и освојување на награди. Ке ви се заблагодарам на сите вас кои што и денес земавте активно учество во рамки на Црвена линија, но и ке ве охрабрам апсолутно. Ете, во малку поинакво расположение заедно со мене. Истите гласови, да речеме, оние кои што редовно се вклучуваат во Црвена линија, би сакала да ги слушнам и во рамките на заврти на Телма. Имаме такво искуство, можете пријатно да бидете изненадени со оглед на тоа што може да се освојат вредни награди. Еве, така изгледаме ние на Инстаграм стори. Гледате, исток имаме утре задолжително уште една анкета во рамки на темата која што ќе ја дискутираме со вас. Но темата со која што ќе продолжиме е тоа, имаме прашање да многу ме интересира кој ќе биде добитникот во понеделник на микропечка. Имавме таков добитник минатиот понеделник, е сега време да се зголеми листата на оние кои што освојуваат вака вредни награди. Ке подкажувам прашања внимателно. Која група го исполни хитот Цимер дека си бе Цимер? Како е кај нас преведен цртаниот лик Бакс Бани? Кој термин се употребува за песни што не губат од својата актуелност? Од која општина се селата Дабиле, Куклиш и Радово и на кој остров е роден Чарли Лаки Лучијано? Тоа е она што ќе биде како дел од прашањата во заврти на Телма и ве подкажав. Хајде да видиме кој ќе освои пред се микропечка и многу награди кои што ве чекаат денес во понеделник. Се гледаме од мојата втора канцеларија.